Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Маријана Лончар-Вилкова, председател на Организацијата на потрошувачи на Македонија, Марија Петровиќ, специјалист клинички логопед, и актерката Марија Новак. Останете со нас до 11 часот. И еве на повторно во студиото заедно со Цеце ги пречекавме нашите гостинки. Убаво женско друштво ќе бидеме ова утро, ќе дознаеме малку повеќе за нивните професии и сите актуелни теми во овој период од годината. И официјално добро утро до сите вас кои сега се вклучувате во овој дел од емисијата на Здраво Македонија. Цеца, добро утро. Тебе те поздравам. Да, официјално добро утро, вака само се гледавме преку камерите, да не речам, уште малку ме најави. Се разбира што да ги поздравам сите кои што подоцна ни се вклучуваат на програмата на Канал 5. Имаме одлични гостинки ова утро, 2 Мари и 1 Маријана, соодветни имиња, мислам, за празникот кој што ни предстои. Но имаме најразлични теми кои што ќе ги опфатиме со нив, се надам дека ќе ни стигне времето и дека ќе успееме се да ги прашаме што сме се подготвиле. Но би се радим посакам уште еднаш добре дојде. Така, Цеца, како што кажа, 2 Мари и 1 госпоја Маријана, да ги поздравиме уште еднаш трите дами. Госпоја Маријана Лончар-Вилкова, веднаш домана, председателка на Организација на потрошувачи на Македонија. Добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Имаме многу теми да зборуваме со вас, особено во овој период кога се купува на големо. Ние како потрошувачи сите и купувачи. И купувачи сите купуваме, да. Сите постои една од кога почна од Black Friday, па мислам дека не е завршено. Не е запрено, така да цело време се купува и само се одат по продавниците и гледате колку гужви има, дури во маркетите и дури како не успеваме сепа и во недела одиме, не да докупиме. Така. Тоа нашата сега потрошувачко општество. Добро, некогаш и гледаме, не купуваме секогаш се. Исто така гледаат, да, луѓето гледаат, па после ќе одат да купат. Меѓутоа се забележува таа раздвиженост, да, особено во сега пред празничните, ве сега за Божик повторно. Так. Пред Нова година и да. Така. Гледаме и нерегуларности и регуларности, сето тоа ќе го дискутираме во текот на емисијата. До вас веднаш Марија Петровиќ, специјалист клинички логопед, а денеска сте тука затоа што во овој период од годината децата се дома, односно учениците се на зимски распуст. Одлична можност од вас да дознаат родителите, бабите, дедовците, сите оние кои што се вклучени во чувањето на децата, како да го поминат овој зимски период, малку да одморат, но и да вежбаат по дома. Марија, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Секогаш нели сме тука за корисни совети на родителите, како да го поминат времето со своите деца и да биде нели поквалитетно и што помалку пред екраните. Така. Ако гледачите редовно наследале, сум дагала и кај тебе во центарот каде што сме правеле интересни игри, а преку тие игри можат да научат многу повеќе родителите заедно со децата. Па верувам и ова утро ќе имаме интересни предлози како квалитетно да го поминат зимскиот распуст. Така е, јас сум спремна да им помогнам на родителите и се надевам дека ќе бидеме од корист. Да. И до вас веднаш Марија Новак, позната како театарска, филмска актерка, која што веќе долги години се појавува особено во Македонскиот народен театар, во Охридскиот театар, од каде што и потекнувате. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата, по втор пат сум овде, големо задоволство ми е. Многу ви убава телевизијата, многу убава локација ви се наоѓа. Да. Во природа и честитам новогодишни празници и ете, продолжуваме понатаму. Така, Цеца, да им честитаме празници на нашите гостинки. И Нова година и сето она кое што ни предстои, кога веќе ги споменавте празниците, како ја поминавте новата година и што е она што го подготвувате за предстојниве денови? Госпоѓа Маријана? Новата година, да, во домашна атмосфера. Имавме принова, значи, новчење на семејството, да, на 25 декември. И така да бевме многу радосни. Декември, да, се роди малецката, Андреја, така да бевме многу радосни сите. Преубаво, браво. И се дружевме малце тука, меѓутоа не премногу со бебето, меѓу нас. Добро, да. Така да тоа ни беше една убава не е изненадување, него прилика да се подружиме, очекувавме. Секако знаете, нашата трпеза македонска се спремаше, јас инаку сакам да готвам прилично. И иако можеби на некој ми изгледа чудно, меѓутоа тие што ме знаат дека сакам да готвам и готвам. И тоа ми е како еден вид хоби. Што можеше да се најде на вашата трпеза за новата година? Што подготвивте? Па, што имаше месо, имаше печено, имаше сарми,
руска салата, Сарми никако не оди на руска салата, кифлички, да, и тоа. Јас ги правев, пошто не можевме во последен момент никаде да најдеме. Затоа вие прашавте пред да се вклучиме дали ќе готвиме нешто. Да, ја Знаете дека знаеме информацијава дека Да не почнеме готвиме. да месиме нешто сега. Никогаш не се знае со нас. Така да тоа имаше сега нешто слично ќе биде за Божик и тогаш ги очекувам зетот и Соодветно, керката, да. мајка ми и така и малце да се подружиме. А за бадник се знае. Традиционално. Традиционална паричката. Баш убаво ви благодариме. Марија? Јас дома, исто во домашна атмосфера, имам мала киркичка, 2 години сега направи. Браво, нека жива и здрава. Ви благодарам. Дома, значи го чекавме Дедо Мраз, бидејќи бевме многу умни. Ето, ќе цела прашам дали бевте година. умни. Да, бевме цела година умни, се спремавме за Дедо Мраз, елката, подароците. Преубаво. Малце нели јадевме, се забавувавме, музика на телевизија гледавме. Канал Баш 5 убаво. гледавме баш, нели? Не смете Имаше, друго да ни каже. К15 и потоа Бело дугме ги гледавме. Да. Супер, супер. А Дома. што ви донесе Дедо Мраз? Дедо Мраз ни донесе куќа за кукли. Тоа беше желбата, Тоа верувам. беше желбата и се уште сме под импресии, играме. Баш убаво, Да. преубаво. Марија, вие? Јас бев во Работ- Скопје за Нова година. Да, завршивме со работите на 29. Да, тоа ќе рече веројатно на 31 не стигна да представа. Да, на 31 откривав серии на Netflix и најдов една интересна корејска, сакам да ги Ајде, истражувам споделете, каков жанра? Серијата? Би требало да е така комедија, лесна приказна бајка за малце умов на пасење да го пуштиме. И Арнама, иако ја открив, ја преспав. Нова година и се одумор. Замор се Таква ни е собрало возраста. многу. Над 50 години веќе друга приказна. А за Божик ќе си заминам во Охрид, тamo ми е семејството и семејството продолжуваме таму, се подразбира сарми, месо. Мислам, тоа е софрата. Руската салата изедовме за Нова година, за Божик сармите ги спремам. Ето, супер. Многу ми е мило баш што убаво. се уште си имаме некоја традиција и си ги негуваме оние обичаи. Да, руска салата скромно, лепчето со паричка, со самодоволно. Нели немаат сите услови за богата трпеза, но ни остана некако руската традиционално во овој период сармата. Кифличките, да не ги фличка малку. Убаво. Да, убаво во духот на празниците. Тоа ни беше и темата со Цеца, отворивме Со гледачите, да видиме кој како прославува, има навистина Да. најразлични приказни, различни семејства, не секој има можност. Споделивме некоја ситуација со мобилност, дека оние лица кои што ја добиваат не успеале да го добијат тоа на време или барем пред време, за соодветно да се дочекаат, и жал ми е за тоа, но некако да се потрудиме оваа година да не биде добра и сите што треба да ги слушнат оние апели кои што ги испративме и претходно за да биде секако што треба. Така. Одлично. Ето, убави пораки испративме ова утро. Да се навратиме на малку посериозните теми. Споменавме дека во овој период на вистина има гужва, раздвиженост, гледаме попусти, но и пропусти. Баш така. Моловите и продавниците. Многу често, верувам, сите кои што седиме на масата сме забележале дека се прават некои маркетиншки трикови за да се ајде, може би ова грубо ќе звучи, но залажат купувачите што повеќе да купат и тоа е во ред, но се додека нели не се прекршат правата. Многу често, еве, јас сум забележала дека цените се мануваат. Еден производ ако бил, ајде, 500 денари, дека таа цена е шкртната 1000 денари, па се намалил повторно на 500. Што значи се манипулира на некој начин со цените. Може ли господин Лончар да се пријави таков начин на нерегуларност и дали влегува тоа во нерегуларности? Да, заради тоа што точно така како што се забележили, нас не се јавуваат потрошувачите и ни кажуваат што се случува, меѓутоа исто така се јавуваат и во Државниот пазарен инспекторат кој што е надлежен за контрола на цените и особено согласеноста дали се почитува со Законот за заштита на потрошувачи во тој домен, особено во доменот на кај намалувањето кое го имаме на цената, значи мора да биде прецртана стара цена, па нова цена и да се искаже тогаш може и во проценти, меѓутоа точно да видите, а старата цена да биде таа која е применувана пред 30 дена од оваа цена, така да не може во распон да имаме ние се пад на цените 70% ако тоа било од јануари. Значи треба да се види пред 30 дена колку било. И тука се прават манипулации. Може ли ова да се докаже кога се пријавува кај вас? Бидејќи рековте може да се пријави ова, Кај нас не.
Може да се докаже кога ние би пријавили или потрошувачот би пријавил во државниот пазарен инспекторат, заради тоа што ако ги следи цените и производот кој сакал да го купи, може да го најде некаде со покачена цена. Значи да падне цената, да се намали претходно, па потоа да ја покачат. Или на пример негде кај што има вакво недобро означување на цените, каде што се доведува потрошувачот во заблуда. Особено кај овие, како ги викаме ние, погодности за купување. И она што представуваше распродажба, значи не може да се пише распродажба заради тоа што распродажбата се прави само во време кога или има таму кога се сели, кога се реновира, кога нема да работи тој дуќан, да речеме, или трговец во најмалку 6 месеци. Да, значи не можете така распродажба, веќе не гледате распродажба сигурно. Значи не се гледа по излозите, да. Ама има на пример нешто на акција, па акцијата колку е, па имаме промоција. Промоцијата е 8 дена, акцијата е 30 дена и не може тој период да се надмине. Не може стално да бидете вие на акција или стално да бидете на промоција. Значи тука е регулирано подобро. И во таа насока има и нели поплаки, жалби кај пазарниот инспекторат, воведен е потрошувачкиот приговор, така се вика, и сека може да се поднесе. Значи до трговецот, до секаде, и заради тоа што сакавме трговецот да се занимава со тоа и во рок од 15 дена да одговори, а потоа да се оди кај пазарниот инспекторат и така. Така да правата им се доста обработени не само во законот за потрошувачки и прехранбените производи и во тој закон и така натаму, ама овде се обработени сега со новиот закон многу подобро, секако има потреба од промени на законот зашто се менува европското законодавство. Меѓутоа правата ни се тука, само треба да ги осознаеме. Така. Добре, сега се поставува прашањето што може да се пријави кај вас во Организацијата на потрошувачи на Македонија, а што се пријавува во Државниот пазарен инспекторат? И сега да кажем дека покрај наша Организација на потрошувачи на Македонија имаме и Организација на потрошувачи во Битола, Штип, Охрид, Тетово и во Скопје, нели? И кај нив може да се пријави, а секако во Државниот пазарен инспекторат нема некое правило што се пријавила. Видете, ако се види дека е ургентно, дека треба да се спречи некоја појава која што се појавува и може да има влијание врз голем број потрошувачи да ги допре, односно да имаат проблем, или а за тоа да им се одлеат финансиски средства непотребно, значи ние веднаш реагираме до Државниот пазарен, дури и телефонски разговараме со нив, значи да се оди во контрола. Исто така тие самите се јавуваат, обично не го добиваат затоа што се тие на терен, меѓутоа има таму онлайн формулар го пополнуваат. Пазарниот инспекторат може да одговори, има право да одговори во рок од 30 дена. Значи има одреден рок, не може веднаш да ви одговори, може и веднаш да ви одговори ако излезат на терен, меѓутоа вообичаено излегуваат на терен и ги проверуваат наводите и потоа одговараат на тие поднесоци, доколку нема одговори, ние интервенираме тогаш. Така. Цеца, имаш ти некоја прашање или дали си забележала, па не само низ моловите, некои нерегуларности? Да, се разбира постојано дека ги забележуваме, дури и ние некогаш ни треба да се информираме малку повеќе за сето она кое што можеме и смееме да го пријавиме, се разбира, и да знаеме од другата страна. Често пати се прават заблуди кога не ги знаеме законите. И манипулации се разбира со потрошувачите, затоа и ги правиме овие гостувања и постојано информираме за сето она кое што ние како граѓани мора да го знаеме. Треба да апелираме на некои области, например, имате рок од 15 дена по член 10 од законот да реагирате доколку производот едноставно не ви одговара по боја, по изглед, по Што мора да е така? Тоа тогаш може да го вратите и веќе имате тоа прием на тие производи во одредени нели продавници, дури некои и повеќе од 15 дена дава да го вратите производот, веќе тоа стана како корпоративна култура се. Тоа е добро. Можеме тука да се пофалиме дека сме добри, во регионот не знам некој така да има дека баш го регулира со закон, меѓутоа таму пак самите трговци тоа го прават. А што со цените? Еве мене ми се случило, секако сега нема маркетите да ги посочуваме со име, но една цена стои на производот, друга цена на касата. Чисто, ајде 500 денари ако е на рафтовите цената, е 600 денари на каса. Па видете, ние викаме тогаш... Не се сменети, па нема доволен број на вработени. Марија се согласува, односно, дите Марија се согласува дека го забележала тоа. Сите тоа го забележуваат и тоа е многу лоша пракса. Значи ве привлекува да го купите производот, вие го купувате, таму доаѓате и сте во непријатна ситуација на касата, кај што сите чекаат и ви викаат, дури мене ми се, ама ајде доста се буните. Јас се бунам зашто не ми се сврта ни мене
во некој од маркетите, каде што се куца цената, не ги гледам јас цените кога ми ги куцаат. Ова не функционира скринот, екранот. Само сметката и вие немате време, и јас стално се расправам зошто не се. И сега, вместо и самите потрошувачи да ме поддржат, кога се, ајде сега ве молам, сега ќе се расправаме за тоа. Задржувате ред. Може ли да се пријавува кај вас? Па ние го пријавуваме, го пријавуваме ке самиот трговец да го коригира тоа, ама еве само што не сме го коригирале. Значи, стварно тоа е веќе пракса. Има дупки во законот кои што некој тоа многу добро го знае. Да. И сега добро дома проверуваш ти, ќе видиш дека ама веќе дома сигурно нема. Ама до дома те копка дали стварно све е или не, оти таму стварно немаш време. На каса, фискалната на каса. Сега да апелирам тука стварно и потрошувачите во овие гужви, значи многу производи кои што ги пробуваат, ги носат во гардероба се, ќе гледате колку има фрлени текстилни производи доле на земја, не се закачени на закачалка, како да нема некоја нели култура кај нас, да, бонтонот е малце далеку, еве количките кои ги зимаат. И таков случај, гост ја остава количката тука сега. Ке се сопнеш и излегуваш од касата, па врати се количката, значи на свое место. Некако како и самите потрошувачи да им треба образование во тој домен. Како да се однесуваат во продавниците. Тоа е тоа. Иначе враќаат производи за ова враќање во враќаат ги гледам, а тука се проблем што се задржуваат многу и кај другите се создава нервоза. Па им кажуваат, знаете, денес немаме кеш пари, да ви вратиме. Тоа е основниот проблем тука. И има многу проблеми. Ние со многу се соочуваме, пошто имаме советодавно биро и имаме статистика водиме секоја година, околу лани имаше 1700 одговори на разни проблеми. Да, така. Да, сите сме неисцрпна тема. Има многу прашања. Да не задржувам само јас. Така, но во овој дел од емисијата барем ќе ги насочиме гледачите каде може да пријават. Сега не е целта се што да пријавуваме, навистина кога има нерегуларности. Првен да го решат со трговецот проблема да проба, доколку не може да го решат, значи приговор. Тогаш се пријава така. Усен или писан, тогаш да пријават или кај нас или кај пазарен инспекторат. Најдобро да не се и трпа и затрпува и пазарниот инспекторат, проба да го решат со трговецот. Така. Марија, зимски распуст. Често пати сум дагала кај тебе кога се распустите, дали зимски, дали летен распуст, сме имале одлични теми со примери како можат родителите, кажавме баби, дедовци, тетки, сите оние кои што се вклучени во овој период и ги чуваат децата, да им помогнат на некој начин да се подготват за она второ полугодие. Така ќе му дојде второ полугодие. Како да го искористат, Марија, овој период, времето, родителите? Има многу начини како да го искористат. Најдобро, за разлика од летниот распуст, овој распуст сега има една голема предност. Тоа е што нели родителите во поголем дел од распустот повеќето се слободни, нели се празниците, тука има неработни денови, родителите се дома и тоа е всушност важното, да се искористи времето за зближување со детенцето, родителот да биде присутен, да биде тука. Има многу начини. Јас и сега носам некои, нели како што се договоривме, игри што може дома ние, значи кога доаѓаат децата кај нас, ние имаме малце на повисоко, на попрофесионално ниво игри, меѓутоа сите тие игри може да се приспособат и за дома. Може на пример еден обичен, ако сакаат да го збогатат фондот на детенцето, да земат една кесичка, врекичка, најобична, играчките на детенцето, предмети, не знам, фен, чешел, сликички да измешаат, да ги стават во една торбичка и да му дават на детето да влече. Самиот момент кога детето вади нешто од торбичката, се буди таа љубопитност. Значи тука веќе имате сосема друго ниво на игра, се возбуда и кога ќе го извади да го именува, потоа може или на пример од некоја сложувалка да се извадат деловите, да се стават, да влече, да го стави на сложувалката тоа делче и веќе имате една и игра, меѓутоа во исто време и говорна игра. Значи го збогатувате фондот на детенцето, го вежбате и изговорот со тоа, може да направат цензорни игри со пластелин, со песок, може и да се купат тие производи готови, меѓутоа може и дома. Многу едноставно да се направи песок, оној кинетички песок, да сокријат исто предмети во песокот, да ги бара детенцето. Тука и сетилата веќе се активираат, и говорот се вежба, може, нели, она што многу пати сме го зборувале, ако сакаат да вежбаат фина моторика, не мора да купуваат скапи играчки со макарони, едноставно и една врвка,
боцни влечи, Моето влечи, Милан, да, да вежбаме. прстињата се вежбаат, многу пати родителите не знаат за тоа, дека фината моторика е многу тесно поврзана со говорот, дека всушност кога играат или вежбаат фина моторика, на тој начин и говорот се стимулира. Затоа што кога работат прстињата, се активираат и многу други работи во мозочето и тоа е една многу важна активност што секој родител треба да ја практикува со своето детенце. Така, не читањето приказни. Тоа сакав да кажам, да, исто да не го заборавиме, приказните книгите се зависи од возраста на детето, нели? Сега ако е помало ќе бидат тоа сликовници со повеќе слики, а ако е поголемо може да биде и со повеќе текст. Ако детето не знае да чита, нели родителот ќе му ја чита приказната, ќе ги гледаат сликите, ќе опишуваат што има на сликите, ќе му поставува прашања, ќе почека, нема веднаш да го даде родителот одговорот, ќе почека малце, ќе му даде време на детенцето да даде одговор, читаат, раскажуваат, ако е поголемо детето, може и детето да го прочита текстот приказната, потоа да ја разговараат, да ја раскажат, па посебно сега за овој период има толку многу убави празнични, новогодишни приказни и сликовници, што мислам дека за секој ден од распустот може да се најде по некоја активност. Да, собарно сега кога имаме многу автори, многу писатели кои што пишуваат и цртаат, можеме и преку илустрации да им покажеме на децата. Така се учи, значи така се поттикнува, така се стимулира говорот преку слики, преку игри. Нема поубав начин. Значи со екраните, со песнички, со све многу пати ќе слушнеме, ама на македонски гледа. Да, во ред гледа на македонски, ама сепак гледа нели во екран. Во екран, да. А убаво е да ги научиме децата од мали нози на театар да дадат. Се разбира. И малку да развиеме културата и кај најмладите. Театар, музика, пење, се е тоа убаво за децата. Па се тоа што го зборувавте сега, таму е само во акција. Директно го има со живи луѓе. Не е снимено, туку е децата гледаат акција и може да влезат во интеракција, зашто генерално театрите за деца и младинци се интерактивни. Да. Ја анимираат и публиката, и детската публика, која интензивно го доживува она што го гледа и учествува. Например, кажува каде е волкот. Сега бев на прослава на 30 години на мојата колешка Ана Левајковиќ во Бошков, во театар за деца и младинци, баш ја гледав како децата учествуваат во самата представа, како им е на сите волкот непријателна, како се борат за црвенка, па за бабата и така. Сочувствуваат децата. Да, прекрасни се дечињата и убава ми е и професијата, жива работа. Многу убава работа е, да. Убава е вашата професија, особено кога Македонскиот народен театар одбележува 80 години постоење, а вие ќе сериозен јубилеј. Да, а вие ќе речете тоа е мојот втор дом. Го обожавам театарот, уживам кога сум во театарот. Многу го сакам театарот, особено МНТ. Особено МНТ, да. И Охридскиот театар, бидејќи како охриѓанка. Секако. И како човек кој многу се бореше за да имаме театар, меѓутоа пред да имаме театар, јас дојдов во Скопје во МНТ, така што многу го сакам МНТ. Така, одбележа 80 години постоење, а учествувавте и во јубилејната представа Сонцето, колку е блиску Сонцето. Made in МНТ. Made in МНТ. Како беше ова емотивно да се учествува на 80 години од постоење на вашиот МНТ? Многу емотивно. Морам да кажам, многу сум среќна што се погодив да бидам дел од ансамблот на МНТ. Бидејќи ете тие 80 години кои МНТ ги слави, ситуацијата во театарот во ансамблот е што мислам дека во целата историја на МНТ моментално е ансамблот еден од најдобрите ансамбли што било кога бил. Нема да кажам дека е врвот, мислам досега е врвот и нема да речем врвот зашто тоа би значело дека после би опаѓало. Така што сега е најдобар и верувам дека ќе има уште подобар ансамбл понатаму. Така. Кога ние веќе како генерација ќе заминеме во пензија. Така, да раскажеме малку за представата. Сонцето, колку е блиску Сонцето. Да, интересен, специфичен наслов, интригантен. Тоа е првата реченица, тоа е првата реплика изговорена на сцената на Македонскиот народен театар. Мислам представата била Платон Кречет. Го заборавив името на колешката, се извинувам. Многу е рано. Ќе ми текне, не дека е рано, ја мислев, ама ете ми се меша две имиња, ќе сгрешам сигурно ако се обидам да изустам. Да, меѓутоа ќе најдете информации. Да, ќе најдеме информации.
Целата имаше и историја на Македонскиот народен театар и историја на нашата книжевност, литература, бидејќи нашата професија е тесно поврзана со книжевноста која се случува кај нас. Јас лично би сакала да бидат и верувам дека ќе бидат уште повеќе застапени нашите автори на репертоарот на МНТ, бидејќи сме сепак македонска национална куќа. Македонска. Се извинувам за акцентот. И пресреќна сум, многу сум среќна што баш се погодив да бидам јас дел од овој ансамбл. Има мал дел, ама со голема радост го играм. Сите имавме кој помал, кој поголем, меѓутоа беше така како ревијална представата, ама многу убаво склопена. Морам да го пофалам Дејан Пројковски и асистентот негов Андри Цветановски, заради тоа што се на леснотија, толку голема бројка луѓе ја координираше и истовремено креираше нешто. Зашто јас сум испробана и како режисер. Порано кога бев само актер, ги напаѓав режисерите. Дека тие се измислена професија, мрзливи актери измислили и така натаму. После кога седнав и на режисерско столче, на аматерски начин, меѓутоа успешно беше. И тогаш сватив дека кога седиш од оваа страна, просто креираш една жива слика, една жива историја. Да. Така да од тогаш ја почитувам таа професија многу и гледам во представата да учествувам без да се бунам веќе за ништо. Тука да го извршувам оно што се бара, бидејќи сум сигурна дека е за некој поголемо добро или слика. Така. Кога се слушнавме телефонски, зборувавме дека не се слични професиите, и новинарството, и актерството, бидејќи кога ќе се вклучат камерите или кога ќе дојде публиката, веќе мора да се заборави на приватниот живот, на проблемите, и секојдневијата, сите оние предизвици кои ни ги носи. Меѓутоа, ние сме пред камерите, вие сте пред публиката. Може ли публиката да почувствува кога сте тажни, а сепак мора да се одигра представата? Мислам дека не. Не, може би да го сокриете тоа. Има едно интересно копче кое се вклучува во нас, што и да ти се случува. Не знам, мислам дека овде некаде во стомакот, што и да се случува кога треба да излезеш на сцена, тогаш функционираш 100%. Кога се враќаш, после завршува представата и ти пак ќе се влезеш во она што ти се случува, она што ти се случува, се животот таков е. Има тага, има радост, има се. И секоја изведба на една представа е различна. Бидејќи е жива. Кога бев студент, многу често одев во театар, ги гледав представите и ги гледав некои представи по неколку пати. И гледаш дека е секогаш различна и тоа е уште една работа која ја прави оваа професија привлечна. Така, но верувам дека има и многу анекдоти на сцената. Има. Имаме време уште малку. Имаме уште малку време до рекламите, а дали се сеќавате на некоја анекдота да ни кажете нешто што за се случило, нешто што е интересно. Еве, на пример, првото вработување ми беше во театар за деца и младинци. И јас имав една, сега се борам да ја немам веќе таа особина, да не знам дали е понеделник, дали е вторник, дали би се меша. Јас си мислам дека е сабота, а тоа е недела. И така ми се случи, во сабота имавме во театарот за деца и младинци представа Пинокио со кукли марионети, од 5 кукли јас водев 2. Не Пинокио го водеше Тања Кочовска, јас други 2. И јас сега во недела всушност беше, а јас мислам дека е сабота. Во недела сабајлето во 10 ја имавме Пинокио, а јас си бев на еден семинар некој тамо и си мислам дека е сабота и дека јас утре имам представа Пинокио. И вечерта заврши семинарот и една жена рече: "Леле, кој ќе оди утре на работа, недела денес?" Не викам, денес е сабота. А представата во 10. А јас сега зборувам дека 7 саатот вечер. Не ми рече, утре е понеделник. Не реков, ја убедив жената да ги прашува другите дека е недела. Кога сватив дека е недела. Дека одма веднаш треба да тргнете. Не дека е поминато времето. 7 вечер, а во 10 сабајле била представата. И јас таков шок доживеав. Како никој не ви се јави? Немавме мобилни телефони, немавме фиксни телефони. Зборувам за 93-та, 94-та година.
Прво гром ме удри, прво да се соземам. Викате отказ, кај ќе се вработам. Побарав телефон, се јавив прво на колешка Ана Костовска, беше тогаш. Кај си бе, ти мислев ме рече дека те сгазила кола. Кажи ми само дали се одигра представата. Ја одигравме кјути, вика, јас ги водев, ги грабнав куклите, вика. Чичо Темче, Бог да го прости, ни беше инспициент, тој шепти текст, рече, ја дадовме некако и тогаш ми тргнаа солзи, му се јавив на директорот, јас се извинувам, јас избежав. Многу страшно нешто, многу Стрес страшна голем, ама ете ви анегдота. остана. Голем, огромен стрес, ама ете и такви работи се случуваат. И од тогаш проверувам по 5-6 пати кој ден сме и дали имам представа. Трауми од детството. Многу голема траума. Ова навистина е траума. Навистина е траума. Ептен. Но се случува колегите се тука да... Ете, благодарност до колегите, си помагаме и јас би помогнала, нема никаков проблем. Да, тоа е екипа, тим. Се случува ли да се погреши текстот, да се погреши представата, може би од друг текст да се изигре? Има ли Мислам такви дека тоа случаи? не е. Тоа не е, меѓутоа да се заборави текст, да се изуми текст, па да си помогнеме на сцена без да осети публиката, го има и тоа. Импровизирате? Што правите во тој момент кој и другиот сваќа дека не е истиот текст, вие треба да го кажете? Ќе му текне на другиот. Знаете, се случува во текот на тие месеци и пол-два, додека ја работиме представата, и да сакаш да не сакаш, ќе го научиш и од колегата текстот, ти влегува во ушите. Да. И веќе кога гледаш дека заглавува ситуацијата, можеш да ја кажеш реченицата од другиот, да не сакаш да речеш дека тоа и тоа и тоа и му ја кажуваш репликата. Да. Така никој ќе се заборавиме прашање. Мислиш да не сакаше да прашаш нешто за потрошување? Знаев. Те прочита. Па и ние често си помагаме, ни да знаеме да излеземе од контекстот или да... Жива работа пред публика си во истиот момент, не тука или пред гледач, исто е, слично е. Вие сте работели пред камери, пред публика, што е пострашно? Или што е Стресот поубаво? каде е поголем? И едното и другото се различни, значи иста професија, Комплетно различни. ама различен занаете. И ако те бива и за тоа и за тоа. Некои актери ги бива само за театар, пред камера не функционираат. Јас, например, може добро да сработам пред камера, меѓутоа ако ме викнат на аудиција, јас на аудиција се сечам, например, и може да не добијам улога заради тоа што на аудицијата ќе ја утнам тотално работата. Не ви е комфорт зона, да кажем. Не ви е пријатно. Ете така, ако е тоа дефиниција на таа ситуација. Иначе, ако има доверба во мене, без да ме викнат на аудиција, сигурно ќе го добијам тоа што го сакам. Што е сигурно, знаете која сум да завршиме работа. Ви имате навистина поразлични професии, но што е специфично или некоја анегдота може да споделиме од вашите професии? Марија? Мојата професија е многу е интересна затоа што е со деца, како што нели правевме муавет претходно. Истото важи, ние нашите проблеми, зборувам, ние стручните лица што работиме со деца треба да ги оставиме нели надвор од просторијата во која што работиме, затоа што децата ја осеќаат, ја чувствуваат таа енергија. Мене многу пати ми се случило, ако јас не се чувствувам добро, да го изрефлектирам тој, да го видам кај детето. Веднаш штом ќе го сменам моето расположение, се менува енергијата, се менува часот и се е многу полесно. Така да, кога работиме со деца, треба се да оставиме надвор од тоа и да уживаме. А децата се најинтересни. Многу пати мене ми се случувало, ќе поставам некое обично прашање како го помина денот, децата да кажат све тоа што треба. Да, и тоа што не треба од дома, да, и јас одма тука сечам, менувам тема, затоа што децата се најискрени, децата не знаат да лажат. И јас затоа сакам многу оваа работа, затоа што кога работам со нив, јас пак сум дете. Само така можеш да го добиеш од детето тоа што сакаш, да се спуштиш на земја, на негово ниво, на така и децата го чувствуваат тоа и тогаш можеш да добиеш, да научи детето. Јас, мојот принцип на работа најчесто е преку игра, сега нели зависи од возраста на детето, меѓутоа нема дете што не сака да игра. И тука веднаш мотивацијата е друга, а мотивирано дете е дете што учи, што осознава нови работи, што може да извлечеш од него. Многу пати доаѓале деца со да речеме некаква диагноза, нели, од доктори све, и таа диагноза значи ограничување во некои работи од развојот. Меѓутоа,
тоа многу пати се побивало. Ако се успее да се извлече од детето и све, многу пати тие диагнози се рушеле и од детето. Само на хартија. Да, се само на хартија. Затоа викам, таа работа со деца е многу убава и многу благодарна. Баш така. И за мене лично нема поубаво. Јас уживам и јас станувам дете кога сум со нив. Така, ќе продолжиме со темата. Цица една кратка мала пауза да направиме. Гледачите нека останат заедно со нас, нека го подготват омилениот топол напиток или кафето и продолжуваме за кратко во студиото со нашите гостинки.